Македонија сигурно ни приближно не е Холандија во цвеќарството, меѓутоа поединци знаат да ги искористат климатските и други поволности за од него да направат вносен бизнис. Можеби најдобра е опцијата на шумарскиот инженер Бранко Мицов, кој е вработен во подружницата Плачковица на Македонски шуми во Виница, но додатно се занимава и со одгледување на зимзелени садници, како и на сезонско цвеќе. Започнал пред речиси 1,5 деценија. Се големата потрошувачка на декоративни садници и трендо на озеленување на секоја површина, дворна површина, ми даде за идеја да отпочнам со работа уште во 2000-2001 година, отпочнам со производство на декоративни садници, а потоа и со малку цвеќе за да биде комплетно расадник за озеленување. Вели дека употребува оригинален семенски материјал за сезонското цвеќе и автохтони садници. Па, видите, ние сме подрачје со субмедитеранска клима, со изразено више и поголеми температури, средногодишната температура е сигурно и малку и покачена, така да овие видови што ги произведувам се тоа автохтони видови, целокупниот резен материјал се зима од нашето подрачје, не е тоа северна географска ширина или произведено во специјални услови, дека после при самото садење доаѓа до угинување, значи не може да се адаптира. Ово се видови исклучиво прилагодени на нашите услови, резниот материјал е од наше поднебје, надморска висина, географска ширина, така да наоѓа се добро се прифаќат и наоѓаат широка примена на овие краи. Репроматеријалот за цвеќињата исклучиво се увезува, јас го увезувам како саден материјал, не го произведувам од цвеќе, тоа е чувена фирма Сингента од Холандија. Дистрибутери има во Македонија, Бугарија, Грција, Србија и така да исклучиво го зимам од расад. Пласманот нему е проблем бидејќи има купувачи од регионот, како и цвеќарници кои откупуваат се што ќе произведе. Пролетното цвеќе, тоа се видовите што мрзнат, тоа е пролетното, веќе е распродадено, почнувајќи негде од 15 април, па до сега тоа е продадено. Инако видовите кои се засадуваат, зимските видови, исто и они до почетокот на март се распродаваат, така тоа е два турнуса на производство на цвеќе имам и да у секој случај цвеќето се распродава. Од начинот на кој тој работи сигурно не може да се заработи многу или доволно, ама дека се надополнува семејниот буџет, тоа е сигурно. Па секако може по нешто да искочи, да у секој случај најде по некој. Бара ли многу ангажман? Па секако дека почнувајќи од септември месец со еден вид на цвеќе, па оживувањето на садниците, пролетта, мислам дека немаме прекин на. За разлика од крајниот источен дел на државата, каде цвеќарството е слабо застапено, во јужните делови, во Струмичко и Гевгелиско се развиени напредни бизниси кои на производителите им овозможуваат мощна добра заработувачка и екзистенција. Во услови на пазарот, кога оризот и другите земјоделски култури не се доходовни, можеби едно од решенијата за земјоделците е производството на цвеќе, особено поради климатските поволности кои ги пружа поднебјето на Кочанската котлина и термалните води како енергиенс за зимската сезона.